се 3 дена до формирањето на владата, меѓутоа во голема тајност се преговорите меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ваш коментар? Оние што учествуваат во преговорите, тие треба да го коментираат. Ние го чекаме мандатот за составување на влада. Доколку ВМРО ДПМН не успее да формира влада, дали за вас се прифатлива платформата на албанските партии? Она што и претходно го кажавме, навистина сметаме дека во Македонија е дојдено време за спроведување на сосема нов концепт за подобар живот на граѓаните. Не се работи само за платформа на овие три партии. И ние имаме наша платформа која што кога ќе дојде време ќе ја презентираме и на јавноста и на потенцијалните коалициски партнери. Дали се компатибилни двете платформи? Во дел да, во дел веројатно не. Меѓутоа ќе ги соопштиме на време. Дали сте сигурни дека вие ќе го добиете мандатот? Со Ѓорги Иванов никој не може ништо да биде сигурен. Мислам дека ни тој самиот не е сигурен што ќе направи. Како го коментирате публикувањето на бомбите од YouTube канал? Ефтин трик, обид на Никола Груевски да проба да го скрие срамот од она што го правел. Навистина сметавме дека веќе се откажал, ама ете, не е тоа така. Ниту е прв пат, ниту последен и други пати имаат тргано од нашиот YouTube канал, односно реагирано до YouTube или Facebook за тргање до редни држини, за кој што повторно потоцна ние реагираме назад и се надеваме дека многу брзо ќе бидат вратени. Што доколку Иванов ве одлучи повторно да го даде мандатот на истата партија, меѓутоа на друг мандатар? Затоа што и тоа може да се толкува бистро. Имаме разработени сценарии за тоа и за тој случај. Имаше една средба со господинот Ахмети и господинот Заев. Имало ли други контакти меѓу СДСМ и ДУИ во изминативе денови? Не, немам што повеќе да додам на таа тема од она што веќе го соопштивме. Тоа е што се случува на време на известуваме јавноста. Кои се тие сценарии, ќе откриете ли? Не, во овој случај. Ова ситуација не. Ќе коалицира ли Заев со Ахмети доколку има можност за коалиција, доколку го добие мандатот, затоа што во предизборието велеше дека со криминалци во наводници нема да коалицира? Мислам дека е јасно дека апсолутно работиме на создавање на парламентарно мнозинство во кое што влегуваат и потенцијални коалициски партнери се сите осен ВМРО ДПМН. Така што апсолутно и тие изјави се однесуваа на луѓе кои што се обвинети од страна на специјалното јавно обвинителство или инкриминирани во разговорите кои што се предмет на обработка на специјалното јавно обвинителство.